Михаело, ти благодарам за оваа содржина како вовед во разговорот кој што ќе продолжи во продолжение во студиото. Зборуваме за следното. Февруари месецот на љубовта, така, но јавното предпријатие Лајка има една многу интересна акција со која што сака пред се да ја разбуди љубовта, која што сите би требало да имаме кон животните. Еве една одлична можност и прилика да поминете еден ден со миленик кој што можеби ќе посакате и ќе направите услови пред се и да го посвоите. Односно, да ви дозволат од Лајка да го посвоите. Така? Биди мој Валентајн на еден ден. Јавното предпријатие Лајка ви дава можност да земете кученце, да изберете кученце, така, добро утро, и да земете еден ден да биде заедно со вас. Разговарам со Радмила Пешева и со Ема Тодоровска. Добро утро. Добро утро, ви благодариме за поканата во студио. Радмила, со вас ќе започнеме. Мотивација за вакво нешто да организирате. Претходно, навистина, многу бевте мотивирани и гласни и буквално дававте се од себе, да дадете, да разбудите чувство на љубов кон оние кои што се љубители на животни и да дојдат да посвојат кученце. Односно да ги исполнат условите дека може да го посвојат кученцето и да земат. Сега пак се посветувате на нешто друго. Која е мотивацијата да дозволите да земат на еден ден кученце и да биде нивно куче? Пред се идејата, јас мисли нашиот тим кој што постојано е во потрага за, да кажеме, вакви некакви акции кои што ќе разбудат емотивноста кај луѓето, кои што ќе ги стават нашите кучиња, нашите штитеници затворени во прифатилиштето во фокус на јавноста, ќе им дадат видливост дали на социјални мрежи, дали на нашата веб страница и сметаме дека мотивацијата е нормално да се вдомат повеќе кучиња. Сите наши акции се сите наши практично пиар активности, освен за што се насочени кон одговорно сопствеништво, се насочени и кон тоа да се подобри вдомувањето наспроти купувањето. Сметаме дека акцијата, освен што е плоден или на размислување, на следење на најдобрите светски практики, гледаме како тоа го прават други прифатилишта, како тоа успешно се прави некаде. Сметаме дека ќе биде успешна, односно и се покаже дека е успешна, затоа што одзивот е фрапантен. Луѓето се јавија. Да, за тоа може би Ема да каже повеќе како дојде до идејата, што се случува и така натаму. За тоа, но Радмила, сакам вас да ве прашам, видам слушнато во некој разговор, велите, нима останато тоа во глава. Имате вака кажано, веднаш се забележува кога некој го сака кучето. И како тоа вие веднаш забележувате дека тие кои што ќе дојдат со искрени намери и дека се подобни за да може да им дадете куче? Затоа се овие средби и овие спојувања, не е доволно само кучето да се види на слика, многу важни. Затоа што луѓето ја препознаваме емоцијата, ја гледаме интеракцијата човек со куче. Гледаме како кучето е насочено спрема некој што покажува интерес на сите тие средби за вдомување што ги имаме. Гледаме како граѓанинот што дошол да го види кучето, евентуално заинтересиран за вдомување, како се однесува спрема него. Имаме низа прашања кои ги поставуваме. Значи имаме некои индикатори кои што освен оној личен сенс, некој што е внатрешен, што е чисто интуитивен, ви кажува дека е можеби некој добар меч, како би се рекло, добра спојка за некој куче. Дека на вистинско место оди кученца. Вистинско место, меѓутоа имаме и не така успешни вдомувања. Некогаш и ги сакам да надополнам Блани за Вдоми љубов фест, кога во мај се случуваше настанот. Сите посведочивме на едно, како да кажам, момент во кој што кучето и новиот сопственик кој што ќе стана после неколку дена сопственик Зања, конкретно кажувам, дека некако се поврзаа на настанот дечкото, само што ја виде Ања, едноставно како да знаеше дека ќе биде негово куче и тој веднаш после настанот дојде, имаше разговор и мислам дека после неколку средби дека си ја вдоми Ања. Меѓутоа тој е еден супер пример дека понекогаш постои таква комуникација помеѓу кучето кое што го бара својот дом и човекот кој што не ни планирал можеби да вдоми, а се случило такво нешто. Кучето си го
си го пронашло и си го избрало својот Поентата на сето ова, да појасниме, значи, многу е битен физичкиот контакт да го видат, затоа што на овие настани кај што ние ги вадиме кучињата надвор, како овој вдоми љубов фест, што беше лани, човекот не дојде со намера да вдоми куче. Меѓутоа, ете го запозна тоа куче и тоа му влезе во срцето и после дојде да си го побара. На тој наш настан, каде што ние извадивме 15-20 на кученца од лајка. Така да и сега сметаме дека ова што прво ќе му возможат на кучето да прошета, да види нешто, да го види светот надвор од прифатилиштето, ќе му даде можност да покаже можеби некои своји карактеристики во една нормална средина, кога би се однесувале со него како со нормален миленик, значи да појде со вас во кафич, да појде до да прошетка во парк. И тогаш ќе развие некои други карактеристики, затоа што во прифатилиштето се и постојано под стрес, постојано се во компетиција, кој куче ќе се борат за вниманието на негователите, има меѓу нив доста баш онака компетиција има, сите се борат за превласт. И ова ќе биде така еден ден каде што, и замислете, ќе кажа што идејата за тоа, особено слики ќе излезат од тие настани, граѓаните ќе видат дека и нашите кучиња се подобни да бидат миленици. Тоа најмногу го очекуваме. Луѓето кои што ќе позајмат куче на еден ден, на 2, на 4 часа, на 5 часа, дека ќе покажат преку споделувањето на нивните фотографии на социјални мрежи, дека кученцата од лајка подеднакво се добри миленици како и било кое друго купено куче. Биди мој Валентај на еден ден, како ќе изгледа? Па, добро, јас прво сакам да кажам огромно благодарам до сите заинтересирани кои што пиша, кои што споделија, кои што на некој начин ја направија вирална оваа кампања, бидејќи, како што кажа Радмила, навистина имаше голем одзив. И ние во име на тоа моравме да го прекинеме пријавувањето за сега на нови фостерја и така ќе ги наречеме. Но ќе продолжи оваа активност и ќе стане редовна. Да, заради логистички причини направивме пресек. Што го слушам и да можеби преку вакви позитивни практики на потикнување на љубовта. Да, и кон милениците на еден начин така стануваме сите и подобри луѓе. Така што полека, но сигурно ќе влегуваме да го подобриме во општество од повеќе страни. Да, можеби ќе ни се случи нешто да се направи повеќе простори во прифатилиштето, да можете и да земете повеќе кучиња, затоа што вие веќе другите се вдомени. Така што се надам дека тој круг ќе ви се случи. Точно е дека ние сме веќе навистина преполнети, дека работиме со максимално исполнети капацитети и ова најавено од градоначалник проширување на прифатилиштето секако ќе подобри нашата оперативност. Така што и ние сме еден од предизвиците со кои што и вие секојдневно се соочувате. Дали ќе има придружник од вас или како го давате кученцето? Така, да го одговориме претходното прашање, значи замислено е луѓето сите кои што се пријавија, на кои што има потврдено дека ќе имаат куче за дејт, за состанок. Ќе дојдат, ќе го превземат кучето, нема да има придружник, затоа и е пожелно нели луѓето кои што се пријавиле да имаат барем некакво искуство со миленик, да. Потоа за да нели и постојат некакви регуларности, ќе си се подпише договор, тоа е повеќе правилник. Тоа сакам сега исто така да го прашам, кои се одговорностите сепак? Одговорност е тоа и тоа како? Да, па во правилникот нели постојат неколку точки кои што треба да се земат во предвид, дека кучето не треба да се пушта од поводник, да не се носи на места каде што би имало многу гужви кои што можат нели да го вознемират. Да го вознемират. Потоа за секој куче нели кое што ќе дојде да се превземе, негователите ќе дадат неколку совети во зависност од карактерот на кучето. Например, ако се плаши од гужви, да не го носат, да избегнуваат. Нашите негователи добро ги познаваат кучињата, затоа што нели работат со нив, ги прошетуваат, гледаме да имаат што повеќе физички активности, значи не се затворени постојано во бокс, барем се трудиме да не бидат. И во додека се јавуваа граѓаните за да си резервираат куче,
се правеше кратка анкета, многу е важно, знаја колегите, прашуваат дали има граѓанинот искуство со куче, како вид на куче чува, затоа што сега бараат да прошетаат и малце по-захтевни кучиња како стафорди, питбули, кои што се јаки, влечат. Значи, ние се осигуруваме максимално дека се ќе биде безбедно. Поставуваме клучни прашања на пријавувачот што се јавува, за да видиме дали ќе може да го ракува кучето. Практично мечинг се прави со... Да, се прави спојка добра и се минимизира овакво ризикот на тој начин. Колку е важно улогата која што имаат граѓаните во заедницата како ваша помош во работата? Таа е многу важна. Практично е најважна и клучна, затоа што улогата на граѓаните практично креира одговорно општество. Дали сме ние одговорно општество, дали имаме емпатија кон овие напуштени животни, кои што нели погрдно, па дури во законската регулатива скитници ги викаат. Тоа куче не побарало да скита на улица, ниту било родено на улица. Едноставно бездомната популација на кучиња е човечка неодговорност. И секако дека сите активности поврзани со на заедницата, со помош на вдомување, ревдомување на бездомни кучиња, со нивна социјализација, секако дека е една општествена одговорна работа, која што треба сите да ја следат и кога сите би се однесувале со емпатија кон бездомните кучиња, кога сите би вдомувале наместо да купуваат, ние нема да имаме бездомни куќиња на улица. Тоа посакам, тоа што кажав, тој круг да ви се случи. Се надеваме после ова. Претходно што го спомнавме, јас се надевам само дека ова е еден од начините на кои што ќе разбудите емпатијата на луѓето и едни кон други. Да, споминавме дека кампањата нема да заврши, ајде така да го завршиме разговорот, со оглед на тоа дека сте активни постојано во делот на можностите за вдомување. Сега, во делот на оваа кампања, како нема да заврши? Валентин еден ден ќе продолжи и понатаму. Ќе продолжи цела година, затоа што ова е одличен начин. Прво, конекцијата куче-човек е најбитна. Најдобри амбасадори на вдомувањето се самите кучиња. Затоа и овие средби се многу важни. А понатаму амбасадори на нашите кучиња се сите оние што ќе земат куче на одредено време, што ќе го фостерираат, да речеме. Странски збор ќе употребам кај нас, не знам што привремено преземат. Не само што ќе му понудат радост на тоа куче кој што нема многу ментална и физичка стимулација во прифатилиштето, значи не само што ќе му понудат радост, ќе му понудат и видливост за можеби некој друг преку нивната активност на привремениот вдомувач ќе го види, ќе го посака, ќе допре емотивно до него приказната негова и едноставно ќе им го лесниме животот и на кученцата, а и ќе покажеме општествено добро дело и ќе го решиме подобро општество. Комуналниот проблем ќе го решиме. Ема, сакаше да додадеш? Да, во однос на тоа, на твоето прашање за заедницата, колку е важно, мене ме радува што некако се повеќе се користи тој термин фостер, колку и да е странски, а не наш. Затоа што сметам дека стварно е важно сите оние луѓе кои имаат можност да ги отворат домовите за привремено згрижување, е супер опција до нивното вдомување, освен ако не си го вдомате самите они. Меѓутоа, тоа е една исто многу битна еден многу битен момент во заедницата, нели, во свеста. Тоа покажува дека свеста кај луѓето е навистина на едно поинакво ниво. Благодарам за разговорот, благодарам и така да го завршиме разговорот, дека се надеваме дека ќе стигнеме до тоа ниво да зборуваме за една повисока свест, одговорност и емпатија. Ви благодариме и ние за поканата. Го завршуваме тука разговорот со јавното предпријатие Лајка за Валентин на еден ден. Одлична можност, доколку сакате да ја почувствувате љубовта од миленик, еве можност и прилика, тоа можете да го сторите во координација, се разбира, со јавното предпријатие Лајка. Оставам простор и време за култура, а веднаш потоа уште еден прилог во овој блок кој што го закружуваме со содржина.